Премиерот тврди дека земјата се соочува со можност за дестабилизација во наредниот период. Таквата потенцијална ситуација Христијан Мицкоски ја поврзува со политички сили. Не прецизира кои се тие, но во денешната изјава јасно укажува на структури од претходната власт. Имаме структури и сили политички во државата кои што за да го заштитат богатството и сето она кое што го краде изминативе 7 години, безмилосредно го плячка граѓанинот, без разлика на етничката припадност, ќе злоупотребува и ќе манипулира. И ќе манипулира со одредена група на луѓе за да предизвика етнички инциденти. Затоа што тоа е единствениот начин да магнетизираат публика за најавената дестабилизација или организирање протести кои што ги планираат ова есен. Не смееме како граѓани тоа да го дозволиме и како влада апелирам како претседател на владата до граѓаните да не наседнуваат на овие милионерски заговори. Милионерски заговори. Погледнете зградата недалеку од овдека, додека тие таму издаваат и милиони заработуваат, го злоупотребуваат граѓанинот. Премиерот не кажува како владата ќе се справи со таквите можни ситуации, но затоа најавува дека ова есен институциите ќе се, како што рече, занимаваат со владеачките структури од изминатите 7 години, кога неговата ВМРО ДПМН беше во опозиција. Од есен ќе сведочиме за тоа што се случувало изминативе 7 години, за многу работи, не само за ова, е само почеток. Ке има многу луѓе кои што денеска гледаме се силни позади говорницата во парламентот, но да и во прашална форма поставуваат дилеми на партиската говорница, ќе видиме сега како ќе изгледа сето тоа кога обвинителството и стражните органи ќе треба да се позанимаваат со сите оние злоупотреби што се случува изминативе 7 години. Без малку во исто време, но во Струмица, една од ретките општини со кои раководат социјалдемократите, новиот лидер на опозицијската партија ја обвини владата дека својата неспособност се обидува да ја прикрие политизирајќи ја работата на синдикатите кои бараат поголеми плати. Во ени навистина лоши услови во време на огромни кризи, 3 последователни кризи, ние најдовме пари и ги зголемивме платите. Може да замислите што ќе се случеше ако такви кризи сега и се случува на оваа влада. Па таа не може да се снајде во овие услови кога нема некаква криза. Што да мислиме ако не да Боже повторно стане некоја криза? Што ќе биде со државата ако ВМРО ДПМН ја води владата и државата во криза? Веројатно некој гейм овер. Новата коалицијска влада на ВМРО ДПМН знам и вреди е под притисок од синдикатите да ги испорача ветувањата за повисоки плати. Граѓаните очекуваат подобрување на животниот стандард, создавање поефикасна администрација, независно судство, креирање услови кои ќе ги задржат младите во земјата. Истовремено меѓународната заедница пак очекува дека владата ќе остане на проевропскиот курс и ќе го динамизира процесот на пристапување кон Унијата кој зависи и од исполнување на реформите, но и од затворање на прашањето на уставните измени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.